Во Давидово, далеко од светлата на градот и од секојдневниот метеж, постои едно семејство чиј живот секој ден е борба што малкумина можат да ја разберат. Зад скромните ѕидови на нивниот дом, во простор кој одамна престанал да биде само куќа, туку станал символ на издржливост и тивка болка, ова семејство се соочува со сурова реалност. Живеат во нехумани услови, без сопствен тоалет, без основни услови за достоинствен живот, обкружени со влага, студ и несигурност. Секој нов ден започнува со истата мисла: како да се издржи уште еден ден, како да се обезбеди барем малку нормалност во животот. Срце на дланка денаска се наоѓа во Давидово. Дојдовме овде да ги запознаеме едни родители кои што имаат многу голема мака, покрај тоа што живеат во нехумани услови, имаат за нешто што секојдневно го молат Бог да им помогне. Дете болно. Како ќе се справат со сето ова, ќе видиме во приказната. Но сиромаштијата, колку и да е тешка, не е нивната најголема битка. Во ова семејство расте дете кое уште од најрана возраст ја води најтешката битка. Битката за сопственото здравје и за својот живот. Едниот бубрек веќе му откажал, а другиот, единствената надеж, функционира со само 30%. За родителите, секој здив, секоја ног и секое будење се исполнети со страв. Страв од повик, од лоши вести, од нова криза, од моментот кога ќе треба повторно да се соочат со болниците, терапиите и неизвестноста. Здраво. Здраво. Вие сте Елена, така? Да, Здраво, така. Елена. Јас сум Криси. Здраво. А ова е? Ана Марија. Ана Марија. Здраво, Ана Марија. Јас накратко најавив дека денеска се запознавам со едно семејство кое што живее во нехумани услови и најголемата болка што моментално имате, тоа е вашето дете. Што се случува, Елена? Детето ми е многу болно, нема услови. Од што е болна детето? Од бубреците. Брезите? Да. Добро. А дали е ова тоа детенце? Ова е детенцето болно? Не. Не? Ана Марија. Ова е Ана Марија, а Другото ми е дома. така, како се вика другото Коста. детенце? Коста. Ајде, дојдете ваму, да видиме, ова е вашата куќа каде што живеете? Да, да. Дали може да разгледаме овдека што ви е овој дел? Ова е стара куќа. Така? Да. Стара куќа, а вие тука во овој дел? Во овој дел живеете? спи. Дали е тука Коста? Да. Може ли да Може. ме примиш дома? Фала ти. Замислете родители кои покрај борбата за лекување на своето дете мораат да размислуваат и за најосновното: каде ќе се изврши хигиена, како ќе се зачува топлината на домот, како да се спречи влагата да не ја влоши и онака тешката здравствена состојба. Во Давидово, ова не е само приказна за сиромаштија. Ова е приказната за една мајка, жена на која животот уште од најрана возраст и ја одзел слободата, детството и правото сама да ја избере својата иднина. На само 15 години, додека незините врснички се уште седеа во училишните клупи и сонуваа за иднината, таа била спречена да се школува и насилно отурната во свет за кој не била подготвена. Дали може малку од почеток да те навратам на твоето детство? Може. Која си ти? Јас сум Елена. Каде имаш живеено? Јас живеех во Струмица, сум родена, ама село Ангелци. Со кого имаш живеено? Мајка и татко и двајца браќа. Двајца браќа имаш, Да. така? Да. Така. Сега родителите? Живите се? Татко ми почина на 2 години. Пред 2 години? Да. Раскажи ми дали имаш школување, како сте Па живееле немаме таму? дома школа, татко ми не можеше да работи. Он како го викаа на работа, по мајстора ише. Мајка ми одише на работа. Што работеше твојата мајка? Узикува ише во Струмица. Земјоделие. Во земјоделие во Да. Струмица.
А на колку години сте разлика ти и твоите браќа? Јас сум еден на 2 години, други на 4. Ти си најмала? Да. Дали си имаш школувано? До четвртото на школата, тато зашто ме пуштил ново село, па не ме пушти. До четврто дали не Да, имаш сега? да. Зошто не те пушти? Па имала една керка, се нескала да ме пушти во ново село и така. Дали твојата мајка никогаш застанала од твоја страна да продолжи да се... Што се случуваше? И беше или не криво тој не ме пушти, тато ми да одам на школа. Како го продолжи? Од четврто дали не, кога заврши со училиште, што правеше? Дома бев. Моите браќа одара на школа. Твоите браќа завршија училиште? Да, До? до 8. Потоа, мој брат еден се разболе, го фати рак. На жолнико. Брати? Да, единиот. Па почина. И сега имаше нешто брат, тој е во Чешка, таму работи. Жена не. Жената? Да, Тамо? таму. Како го поднесе сето тоа? Многу тешко. Многу, болно беше многу. Не можех да се смирам. Сега мајка ме сама живе, дома сама. А што се случува периодот од кога ти остануваш дома? Дали извршуваш домашни самообврски дома од четврто дали не? Дома и помакме мајка ми. Собствениот татко ја дал во брак на маж 40 години постар од неа и тоа не од грижа, туку за пари, за да се среди дворот. Така започнала незината Голгота и да започне нов живот. И на колку години ти си заминуваш од тој дом? Епа така, мој татко населал ме омажи на 15 години, немајќи 15. Сакаше имаше еден двор дома. Сакаше тој двор да го направи, ме даде за пари. Мој татко. Каде те даде за пари? Може умираци. Ти претходно имаш еден брак пред Митко? Да. На сила си омажена? Да. За колку парите? Па не прашав за колку пари мој татко ме даде. Како го Бе преживеа многу сето тоа, многу тешко. Елена? Многу тешко. Не го знаеше претходно твојот Не. прв сопруг? И од мене по многу години постар од мене. Колку години постар од тебе? 40 беше. 40 години постар од тебе? Да. Кои се зборовите кои што и прашањата кои што му ги упати на твојот татко тогаш? Тогаш никој не може да не просто. И не знам како одев на гробиште како почина. Не разговараш со твојот татко воопшто до неговата смрт? Зборов со него, како некако ладна, знаеш, како крвна ладна. Од почит си зборала Да. само со него? Да. Колку години беше во брак? Скоро 11 години бев во Мираци. И си отив. Тогаш татко ти беше жив? Да. Што му кажа кога дојде дома? Па му кажав да ти не требаше така да не направи. Не требаше да ме даде за пари. После дојде падам тоа момчето па да мора да завратам, јас не завратив. Каква поддршка тогаш ти даде? Дали ти призна дека сгрешил што Да, си ја продал керката Да. за пари за да го направи? Дали го имаше направено дворот барем? Не, Не. Потоа кога одовме дека мојата мајка, момчето се среди. Сега што сум се за него, сега за Митко сум мажена. Митко го направи дворот после да Да. му оствари жилбата на твојот Да. татко, Да. а парите кои што те продала и да се омажиш, никој не знае каде отишли и за Да. колку чинала оваа несреќа. Да. Мислела дека најтешкото е зад неа, дека конечно ќе може да дише слободно и да им се посвети на своите деца. Но тогаш следува удар што за секогаш ја скршил. Во тешка сообраќајна несреќа го губи својот син од првиот брак. Болка што ниту една мајка не може да ја преживее без дел од срцето да изгасне. И денес таа не знае каде е вечното почивалиште на своето дете. Наместо утеха, добила закани дека не смее да го посети местото каде што почива незиниот син. Две дечиња ми спомна имаш од претходниот брак кој што насила ти е даден. Да. Кокави се дечињата? И па сега сигурно што почина беше 21 година. Имаш Па, син што почина? Да, тука пред Давидово загина со кола.
Дали имаше ти однос со Не, со твоите не. дечиња? Ти Зошто? многу лошо му збора за мене, сум била недобра мајка, збореше со крвата, што беше мене Добра. и зовите. Две синчиња имаш? Едно машко и една момичка. Ме фрли и не зборува со мене. Не можеше ли ти да ги земеш со себе дечињата кога се врати? Тогаш не бев вработена, а момчето работеше и немав право. Нив им припадна, него му припадна Да. дечињата. Кога се разведовме. Како ви се јавија, како ја дозна таа трагична вистина? Јас бев со моите деца дека мојата мајка, со детенцето и другата момичка ми се роди. Па мој сопруг што е се Митко, ми каже преку телефон дека моето дете починало од несреќа. Сам отишол нешто до удел нешто да земе за храна и на враќањето. На своја 21 година. Да. Значи јас кога мислам за него синчето, и мислам и за него како кога мислам за него тој е болен, и на тоа се сеќам. А момичката сяко кава ви е девојчата, киркичката. Она за на година ми се разлика од детенството, она е 23. Немаш никаков контакт Не. со неса? Не Никогаш работи во Гевгина медицинска сестра. Никогаш ја немаш побарано? Никогаш се немате сретнато додека го носиш на контроли? Не, в Гевгина не ми се сретно. Просто се нема ни позна. Не и прииде Илана? Не сака да разговара со мене. Отидоше и имате изборно за мене, не сака да ме виде. Што зборувале за тебе? Дека сум била добра мајка, да сум да ги чувам, че многу ме криво што нема саке, но многу ме е тешко. И за исто за синчето, че многу ме боле. Колку сакаш да ја прегрнеш? Многу. У се срце, кај гледам моите деца се тука, сакам и ние да прегрнам. Од мене излезена, че мој крв. Дали е свесна што се ти имаш, тоа го знае? Па се сега да го знам, она беше многу мрачка кога си одев. Кај ги пуших. Години имаш? Скоро 10 години беше. Дали беше свесна дали беше сведок на малтретирање? Беше. Че она се беа деца там беа, че се знаеше. Не сака да ги напуштам, но тој морах за нейниот татко. Ова е приказна за љубовта на едно семејство кое што не се предава, за мајка и татко кои и кога немаат ништо, даваат се. За дете чии очи и покрај болката се уште веруваат дека утре може да биде подобро. Што се случува потоа од кога се заминувате од таа куќа и се враќате кај вашата мајка, кај вашите родители? Да, често дека мајка ми се вратив. Потоа јас паса моите родители и напуштив и одев тука се запознав во Гигилија на работа, со Негорци. Таму работев. Таму го запознав Митко. Со него сме веќе 12 години. 12 години. Да. Од кога се разведе си го запозна Митко и Да. решавате да живеете заедно. Да. Тогаш остануваш бремена? Верувам дека? Да, тука станав бремена со прото детенце. Да те прашам прво, каков живот имаш со Митко? Со него бев многу живот, да. И до сега исто имам во живот. Како те прифатија на Митко родителите дека сепак ти е втор брак, имаш веќе 2 дечиња, тој има исто дете? Значи, кога останав бремена со детенцето, сакрата не сакаше да има детенце. Значи тука не си била прифатена како што треба Да. од родителите на Да, не сака да имам детенце со него. Сакрата ме сакаше да се чистом, ме тераше да се чистом. Јас сепак не се чистив. Останав со детенцето. Бех 2 месеца веќе бремена. Ова е приказната за еден татко, човек чија љубов кон своето дете нема граници, но чиј живот е исполнет со страв, грижа и неизвестност. Моето детство беше добро. До 18 години беше многу добро. Со кого живееше? Со моите. Сестрата после беше заедно, бе она. Сестра имаш? Да, Славица, познато неа. Многу убаво поминавме, детството беше многу убаво. Пред да се вклучат камерите ми споминавте дека оваа година навршуваат колку години од кога оваа куќа постои? 120 години. Баш со комшијата што зборавте сега 120 години. 120 години. Вие тука колку толку сте ја прилагодиле за скромно да се живее? Малце, да, тешко беше, Добро. ама
Што се случува? Ми рековте до 18 години сте живееле убаво детство. Дури и после тоа имаше убав живот, не беше проблем. Дали имате школа? Основно. Потоа ергенството почна, забави, работење по ниви. Значи немам искуство, немам осигуровка никаква осигуровка немам до сега. Само по ниви имате работено? Да, и приватно, кога ќе викне зелка, нешто. Имате претходно сопруга, мислам сте биле во брак. Да, Имате прв брак кој што заврши како што заврши. да, Се разведовте. да. Така, големиот син живее со баба му одма до вашата куќа. Да, Колку години има големиот син? 23. 23. Колку години имаше кога се разделивте со првата сопруга? 8 или 9 години, 10, така нешто. Така. Си останува тука со вас? Да, Така. Потоа ја запознавате сегашната сопруга, втор брак склучувате, после тоа, покасно. подоцна. Така. Така. Ми споминавте дека одите и во Албанија да работите. Пред Кога години. беше тоа? Пред 2 Тоа години. беше пред 2 години веќе родени и дечињата. Да. Што работевте таму? Таму работевме панели за елегалците што требаше да живеат во Албанија, преку италијанците. Тој живее со влага од долгови, со товар што го носи секој ден. Работи во странство, далеко од семејството, обидувајќи се да обезбеди средства, обидувајќи се да ја ублажи неизвестноста која го следи секој негов чекор. Колку време се задржавте таму? 2 месеци 5 дена. Зошто само 2 месеци? Толку заврши после тоа, остана после 60 дена, 18, после остана до мајсторите да довршат. За тие 2 месеци земавте ли вие плата? Да, земав. По 50 евра, по 100. Значи, кога дојдов тука со 1400 евра си дојдов чисти, после ги дадоа по 50, по 100, за пасош, кога се роди девојчето, после за неа ми дадоа и останавше 500-600 евра. Аха, се уште ти долгуваат? Да, они мислат дека јас сум им должен, дека прават математика, дека јас сум таква е фирмата. Значи, таму работевме, значи, јас мојата работа 10 сата, дури не ни јадев некој пат за да работам, за дома, нели? Така. Значи, за дома ми беше најбитно, не пуштив ни пари, ни ништо, значи, тоа ме е криво. Меѓутоа, на крајот од денот, многу малку донесе дома од тие 2 месеци, така? После тука почна да ни дават по 50 евра, од 1100 евра. Ето, што дадоа, значи, на рати по 1000 денари, по 500, шефот. За колкава плата бевте договорени? 50 евра дневница беше. 50 евра дневница. И секој ден како што завршува денот, вас ви дава? После на плата на крајот требаше. Или кога ти треба аванс нешто да земиш. Ти се врати дома со пари или не се врати со пари? Така, не пуштија со шоферот Без платите исплатени? Да. И ден денес се уште ви ги долгуваат тие пари? Да, нешто дадоа од нив кога дојдовме тука. Добро. Нешто там дадоа нешто и сега остана уште 500-600 евра. После видов дека не даваат и почнав да се бунам за пари. И што се случи? Викам, јас имам деца, значи дете болно, значи она дојде после бремена, значи по доктори треба дојме и нешто што дадо, ајде 500 евра, 500 останале, тоа не е нивно. Тоа што беше, они знаа како поминавме. Дали имаш ти договор за Немаше ништо, само тоа. Значи, само без на ништо. збор се договаравте? Само не слика и не пуштија преку. Ето, не ги дадоа, останало 500-600 евра, значи, они мислат дека јас сум им должен. Директорот вика, ние со тебе сме чисти, а они тоа најубаво го знаат дали сум чист или не. Значи, најубаво го знаат. Дали имаше притисоци од нивна страна кога ги бараше парите? Да. Ево, бевме во Валандово, отидовме пред канцеларија, јас менија ставија нов директорка, иде шоферот го викна, викам, дај ми ги парите, дај вики да се јавам, ајде оди еднаш, оди 10 пати. И шоферот стана, шоферот се нафрли, што има шоферот што ги возе. Добро. Што го возе газата и нас што не носе за Албанија, се нафрли дека или да си одам или да не барам пари, да не досадувам на директорката. Значи директорот го сменија претходно. Сега Или ставија што ќе негова флука. направи? А? Митко, што би направил? Доколку не си заминеш?
Па јас не заминав да се останав да се тепам со него, нема тоа да го направам. Дали физички ве нападна? Па стана, да, стана. Стана тоа пред центарот, сите и тие што видоа, и ја му реков, викам, што мислиш дека правиш ти? Ќе одим. Со детето, бебе беше бебе, девојчето, станавме си отидовме. Нема, тука расправи и нема. И до полиција отидовме. Тоа е. Денес, оваа мајка повторно се соочува со нова болка, болеста на својот друг син. Наместо мир, повторно страв. Наместо спокој, повторно неизвестност. Повторно битка, повторно солзи, повторно непроспиени ноќи. Он се роди, беше бебенце, значи, го порасна, после на 2 години го откријаме. Како го откривте? Што откривте? Па е, тука е моја комшика, му дала јогурт, почна да повраќа и оттаму однесовме у Гевгелија. Проспавме на ноќе у Гевгелија, потоа со брза помош го однесовме во Скопје. Зошто? Што ви кажа? И детето беше в кома, значи беше в кома. Цело време го морав да се не заспие. Јас бех со него, че не заспие. Цело време беше се губе. И само го морам да се разбуда да стигнеме поскоро до Скопје. Таму му дадо инфузија, го стија. И потоа веќе кога се качиме веќе горе на 6 спрат, таму го снима. И тоа што откријам ти бубрците, един му голем, един маличок. Тоа му е веројатно од раѓање, така? Да, така ми кажа мене. И потоа? И така лежавме 2 години, вендели горе в Скопје. Потоа напуштија. Колку години има сега Костадинос? Сега ќе помни 11. Многу интересна приказна ми раскажавте за неговото име, затоа што јас ве прашав од каде е Костадинос. Да. Може ли да ми ја раскажете? Па Костадинос, сега ги кажам, кога се роди, немавме кум. Тука кога работеја на автопатот, имаше беа тука под Кирија, а таа не беше пријателка, па отидов кај нив, ги прашав, ме одби, после се го убедивме, го однесовме, мало ти беше, ајде се нафати, ајде тоа заврши се. Од каде се тие? Од Лариса. Од Лариса. Да. И затоа и дадоа вакво име, да, така? Да, и кумата рече на татко ми ќе биде името. И затоа се вика Костадинос. Пред 11 години се раѓа. Што Да. се случува со него? На 2,5 години комшиката го открива, му дава јогурче, повраќа и тогаш ајде го однесовме за Гевгелија. Каде? Во Гевгелија? Да. Оттаму за Гевгелија, таму со брза помош, вида дека не бива, преспија една вечер, оттаму са балето Каде со брза помош го од однесува? Гевгелија, од болница за Скопје. За Скопје го однесува? Да. На клиника веројатно, Да, така? да, клиника. На педијатрија одма директно и таму се открива снимки. Што се открива? Она лежеше 2 недели со него Така? и испитувањата почнаа и откадека бубрегот ме откажа неденот. Таму ви кажуваат дека едниот бубрек веќе е зафатен и Едниот е дека зголем. не функционира како што Да, треба. едниот е голем, едниот намален беше. И ве закажуваат контроли. Да. На 6 месеци, на 3 после, сега на месец време требаше. На 6 месеци. Дали ги испочитувавте сите термини за да се провери детето? Не. Закасиме 2 години 2 години го немавте однесено детето на преглед. Да. Зошто, Митко? финансиски повеќе. Финансиски? Не можевте да го издржите? Значи Скопје не можеме да го издржиме после толку години, не можеме да го издржиме. Не можеме да го издржиме после толку време. Со работа беше проблем, нема толку финанси. Немавте финанси да го однесете детинцето да си ги проверите? Па и наша грешка е тоа некој пат, знаеш. Не можевте ли да побарате помош тогаш од Да, мајка ми многу ми некои од помогаше, тогаш го институции? носиме. И социјалното дава тогаш еднократна за да го носиме. Што беа документите од ВОС, од ВОА, тоа и они помагаа. Ми споминавте дека задосневте 2 години да ни го однесете детето на контрола. Оти немаме Зошто? доволно се треба пари, немаме доволно пари за контрола. Публику истопа голем малечок. Потоа се скоро кај пат дозаме дека един ме откажал. Едниот скроз Да. откажан, другиот Веќе пред крај. недобро работи, Да. така? Што се случува? Од Сега- кога го дознавте тоа? Ми Многу тешко. споминавте дека сте се преселиле кај својата мајка повторно. Зошто го направивте тоа? Елена? Немаме тука па оти има тука справистост.
што го има син, не на саке. Одевте кај мојата мајка, там живееме, там го детенцето го повригда на школа, си го учеше. Потоа Сама отидовте таму? Да, тоа не беше тука, беше во Албанија. Така. Јас там се живеех со мојата мајка, сама. Потоа он се врати од Албанија. Па се останав бремена там дека мојата мајка. Неговото дете се соочува со сериозна болест, а тој, без разлика на се, не престанува да се бори. Со секој здив, со секоја молитва, со секоја солза, тој ја ткае надежта дека неговиот син ќе добие шанса за живот. Тие 2 години, 2 години што не бе мен, значи не ми се живе. И сега кога го гледам како се мачи. Моја грешка ли не е тоа, јас го знам, како татко. Тоа е мое лично. Не можам тоа да си го опростам никупат за него. Што сум му направи и што ми направи. Јас лично на мене као татко, јас си го знам мојата душа. Значи не сум лош човек, јас така сум избарлив. Ето за него најмногу ме боли. Од сите ќе се откажам, а од него не. Што и да каже, што и да е управо е. Ова е приказната за Костадинос, момче чие детство е исполнето со болка и неизвестност, но чиј дух останува чист и невин. Секој ден за него е борба. Болките што ги носи не му дозволуваат да седи на училишно столче, не му дозволуваат да игра, да се смее како другите деца. Поради тоа, бил отпишан од училиште, но неговата желба за знаење и љубопитност останува недопрена. Здраво, Коста. Здраво. Дали се наспа? Да, Дали не примети дека ние бевме тука додека ти спиеше? спијав. Спиеше. Кажи ми како си? Добре. Дали имаш во моментов болки? Ти нанкаше до сега спиеше? Ние бевме тука, си направивме муабет со твоите родители. Кажи ми, Коста, што ти се случува? Што те боли, злато? Што е тоа? Бубрса. Бубрезите те болат. Каде те боли најмногу, маче? Што ти се случува? Кома паѓам. Паѓаш у кома што те боли? Од болка? Многу често болат? Да. Од кого бараш помош? Мама, тато. Дали те боли сега нешто? А имам патура. Температура имаш? Се запишува на училишта. Да, тука, Учи да. тука колку време? 3 години. 3 години од прво до трето, веројатно, така? Да. После И што се случува? Зошто до трето дали не само оди на училиште тука? имаше проблем, не седеше на училиште, не сакаше да седи. Имаше проблем да седи. Му доделија после асистент, одма таа другата година. И тоа не биваше. После у Ново село отиде. Една година учеше. Како го носеа до Ново село? Со нив превоз. Со нивни превоз? Да, една година беше таму. Еве, ова е втората година, лани не беше, сега ова втората година. Каде лани не бил? Воопшто не поседуваш училиште лани? Не, сега до сега беше, не, од лани до сега. Тамо беше пред една година, после една година учеше во Ангел. На друго место? Да, Зошто па се откажа од второто училиште? после дојде тука, ја бев за Албанија, она кај мајка и го префрли, за тоа. Аха, додека вие Да, престојувавте живеевме и во- таму, живеевме таму еден период. Живеевме и таму еден период. И затоа беше запишан таму. А другарчињата како си играат со тебе таму? Те сакаат ли другарчињата? Не. Зошто? Никој нема саке. Ама јас мислам дека сите те сакаат, ама ти си нешто Гез луд. ма падат они. Како? Ма падат. Те бркаат? Да. Зошто? Ич нема сакат. Ма те подпус. Ето некам. Да. Затоа не го носат, затоа што има многу болки. Не се знае кој ќе го фати. Значи го донесоа, учеше во Ново село, значи. Од таму го донесоа, потпишаа социјалното дека не може сега моментално. Так, значи Не сето може, тоа значи. на Да. карти е напишано и дозволено ви е да не поседува училиште. Да. Додека да се среди проблемот Здравјето со него. негово, да. Значи тоа е најбитно, значи они се видоа дека има болки, го донесоа од таму. Се што тој посакува е едноставно. Да оздраве, да може да живее без болка и да ги гледа своите родители здрави и среќни.
Неговото мало срце и ум не бараат скапи играчки или накид, само една мајка и татко што може да бидат покрај него и можност да го чувствува животот како секое друго дете. Сега претходниот пат пред еден месец, открија дека едениот скроз го нема. Значи скроз го нема, другиот е веќе, не знам ја колку посто, туку документите не можам се да видам, да ви кажам дека колку точно, само ни кажа дека едниот е скроз, го нема. Едниот бубрек му откажал Скроз. Другиот не е добар. Значи и тоа не. Какви се лекарства прима за бубрезите? Дали оди на диализа? Што се случува? Нема оште диализа, не ни рекоа. Он има болки, значи он има болки страшни, затоа отидовме. Значи он има страшни големи болки, не можам да го држам се во раката. Не може, оде и ќе се она свести. 2-3 минути. 2-3 минути ќе падне кој што си игра. Со лекарствата, и тоа не му делува, го боли, значи тоа е го страшно. Као родител, значи ме боли, значи не можам да му погнам некој начин како да го спасам, не знам и јас веќе би ја дал душата да го спасам, абе тоа не можам. Тоа Господ знае. Тука брзата помош дојде 2 пати, еве сите видоа, значи не можеме веќе, не знаеме до кога ќе го стигне па тоа болката, кога ќе биде тоа страшното. Значи тоа беше страшно, низ дворот се дерам, он плаче, јас го држам во раката, па со мајка му да го гледам така, значи као родител, не само за мене, јас реков ќе го жртвувам животот за него. За никој друг, ама за него да. Значи он ме најмногу се напати у животот, најмногу истекла маки. Значи ние знаеме најво, он ако не спие сега, значи он не може, ќе го фати тоа, болката те тера на невоза, значи он пробуваме да го смириме, ете преска пред да дојде запале, па го фати. Ме боли тато, вика ќе умрам. Ќе умрам, тоа не го збори. Тоа дете е гроата да го каже, не, да ти го каже. На сесичката тоа го збори. Он веќе го боле, значи он веќе е страшно го боле. Пробуваме, значи се што можам во мои услови, додека ме држат рацете и нозе, се ќе пробам. Реков, ќе дадам душата за децата, значи не е. Значи ќе фатат на борки, значи многу нервозно, напаѓе, што го боле. Еве го смируваме. Денес, во срце на дланка, ќе влеземе во нивниот дом, ќе ја почувствуваме нивната реалност, ќе ја слушнеме нивната тивка болка и ќе видиме колку малку е потребно за на едно семејство да му се врати надежта. Куќата која што ја споминавте стара е 125 години, или Да. 120, колку и да ми Да, кажете. толку е веќе. Реално ви се и нехумани условите. Да. Има потреба и од средување, затоа што ова детенце треба да живее во Сакам дечка нормални соба да му услови. направив. И ќе пробав сам. Купував една вреќа по една вреќа цементо за да направам нешто, еве и зидот ми падна, не можам ни сам, имам 2 вреќи, не можам да го направам. По него одиме по болници, сега ми се закочи работата ептем. Тоа ќе пробам што можам и јас сам. Каде ви е тоалетот? Горе ќе се качите горе, значи не дозволено не може да дојме горе. Чив дел е горе, затоа На што ви е татко ми. дозволено? Се е преко татко ми. Значи оние се тамо, значи го користиме тоалетот, значи тоалетот и за туширање го тушира, тука немам. Што планирате понатам? За работа, за Земјоделие. Земјоделие и стока. така? Тоа ми е најголема предност, и он исто тоа го сака стоката, значи тоа ми е најголема предност да си чуваме стока. Чувавме едно време, сега пак ќе почнеме, здравје Боже, да оздрави прво он. Што ви е потребно за да почнете со работа? Материјал за стока да чуваш превел кокошки, прасиња, значи материјалот ќе го сам, нели, за почеток ќе направам малку, за 2 прасиња, да кажеме, за 50 кокошки. Колку, дали сте направиле еден план, колку финансиски ви е потребно за да почнете Најмалце, 1000 евра за да почнеш. Лафиме само за објектот. Добра, за И да, да се купиш купи нешто. животинките? За кокошки збориме за патки, значи и 2 свиња. 1000 евра за сето Да тоа. да почнеш, да. Колку ние како Ето тоа ми е хуман народ- најголема желба и на него и на мене. Така.
колку ние како хуман народ ќе можеме да му помогнеме на ова семејство да собере финансии за да започне нешто, за да може да се прехранат овие златни дечиња и за да може да му се помогне на ова златно детенце да оздрави и да му се оствари најголемата желба да работи со татко. Со Господ напред. Со Господ напред, тоа е најбитно. То планирате понатаму да се прави? Не, ја гледаш детето, нема многу услови тука, како ще гледате. Тука спиеме, тука спиеме. Детето се спие со мене и момишта. Каде спие Митко? Па има тука, има дошек, тука спие на земја. Да оти во сите не набере. Татко ти ми кажа дека многу си сакал и татко ти сака да купи когошки, свинчиња. Дали ти посакуваш да имаш фарма? Што би правил ти на таа фарма? Да играм со ника. Да играш со животинчињата? Ки ги чуваш? Ки им дадеш да јадат? Сепак, колку и да се труди, колку и да патува, не успева да се врати дома доволно често. Доволно да го види својот син без страв, без болка, без стрес. Овој период додека да се собера донации, вие со што Му дават живеете? Нега му дават на коста. Колку? 8.600. Со 8.600 вие купувате лекови? Купувате храна? Да. И детски додаток од овој месец ќе почнат. Колку месечно трошите вие за храна? Ние повеќе трошиме за Скопје што одиме сега. Да. Со што одите во Со Скопје? возот, со автобус некој пат кога ги спуштиме на Сабале, нему се таму возот е многу Сабале, сега со возот почнаме да одиме затоа што возот е 900 денари картата повратна за двајца. А автобус колку вечини? Автобус 1620. И автобусот барат карта и за него. Колку често одите, Митко, Два пати бевме овој месец. Сега утре треба па да одиме. Митко, додека чекаме донации за тоа што веќе замоливме, за да ви се оствари на тебе и на Коста најголемата желба да имате своја стока и да се работите за вас. Прво здравјето. Зошто, Митко, не работиш? Не можам затоа што имам хеликобактерии и простата. И не можам на други луѓе да одам и да одам. Митко, дали тоа те оправдува во моментов? Не, ја па работам. Што работиш? Земав ниви под наем. Сега прв пат. Колку плаќаш наем за истите? Тоа ќе видиме на крајот на годината. Дали сега во моментот зимаш некој денар за да можеш да... Не, шпалири земав, се- шпалири земав, ми ги даде човекот да ги работам. За грози. Тоа ќе биде на есен. А до Беа есен? напуштени шпалирите, значи беа напуштени шпалирите, 3 декари, 2,5 декара, 3 се напуштени. Го прашав човекот, ми ги даде. Ето трактор немам, значи немам трактор, нема што да ги орам, значи треба се рачно да виден. Значи сам да ги изрежам, значи тоа сам, значи ето одам и приватно кој ќе викне некој. Кога ќе вроди плод сето тоа, Митко, за тоа Септември, што... септември, октомври. А што ќе се случува овие 5 месеци сега? Значи ќе работиме нешто приватно, нема да седам вајда да ги гледаме сите децата, ама одиме по доктори, па тоа е проблемот. Ми се јавува невестата, дојде и Коста не е добар. Ја кај да сум, мора да се вратам. Ќе поработам 2 сата, не е добар Коста. Ето, ќе ви го каже и она тоа, значи дојди. Значи ти да сакаш нешто да донесе, ево за дрва не е проблем. Еве дрва берам на рака цело време. Може би токму оваа приказна ќе допре до срцата на оние кои можат да помогнат. Може би токму вечерва, за ова дете и за ова семејство започнува патот кон достоинствен живот. Проблемот е што он веќе страшни болки. И баш ќе снимам да видат кога ќе легне на земјата, кога ќе го видиш детето да ти леже на земја, не е живот тоа. Не ми треба ни пари, ни ништо кога нема, него го нема. Значи не ми важи ништо. Дам некли во раката го држевме. Значи не е проблем, неговото здравје е битно. Со Господ напред само да оздрави, не сакам друго, после мене нека ме нема. Што ми згрежив, нека ми опрости сите, од најногу. Не знам што да кажам веќе, не знам. Само да оздрави, не сакам ништо друго.
Јас се надевам дека после сето ова што го имате поминато во животот, после губење на едно дете, после Друго не сакам повторно и него да го изгубам. Што најмногу ќе ме заболе. Нашата мисија тука е да собираме финанси за да може да се однесе на неколку плюс дополнителни снимања, пригледи, да видиме докаде напредува болеста и како може сето тоа по-безболно да се реши. Исто мисија ни е да направиме малце подобри услови затоа што ова детенце треба да живее во подобри услови. И уште една мисија имаме, тоа е да се соберат финанси за да може Митко да му ја уствари на коста желбата, да имаат свое... Тама е најголема желба на детенцето. Да имаат своја стока и да почнат да си работат за себе. И во неговите детски соништа, неговите желби се скромни, но јасни. Костадинос посакува само Спајдермен и дрес од Роналдо. А со што најмногу сакаш да си играш? Чупанета. А што е тоа? Играчки. Мислам дека многу ти се допаѓа некој Спајдермен. Дали посакуваш да го имаш? Да. Каков Спајдермен посакуваш? Голем. Голем, колку голем? Многу голем. Ај покажи ми колку голем. Толкав Спајдермен сакаш? Да. За да си играш со него? А јас слушнав дека многу сакаш и дрес. Каков дрес сакаш? Роналдо. Роналдо, да. Животот понекогаш е суров, но љубовта на семејството и надежта што не се предаваат се посилни од се. Ние како екипа се надеваме дека ќе имаме донации и дека ќе се поправи барем нешто во домот и ќе можеме лекарствата да ги покриеме за Коста. Нашиот пријател Flex Credit е секогаш заедно со нас. Тие ја подаруваат 15.000 динари ваучер да си одберете нешто за бела техника што ви недостасува во домот. Тоа вие ќе си размислите што ви е потребно по велата. И пријателите Храна и вино ви подаруваат зачини, сол, нешто што ви е потребно. Јас се надавам дека за месец-два ќе имате продукти и ќе ви се најдат за оброците. Се надавам ќе се видиме ние повторно, се надавам со повеќе среќа, да знаеме што ќе се случува со Коста и тука сме да се молиме дека ќе биде многу подобро. Ова е приказ на што не подсетува дека понекогаш да подадеш рака, да слушнеш, да помогнеш, е доволно за нечи свет да се промени за секогаш. Срце на дланка. Приказни што допираат до срцето.